Почитувани, добар ден. Во сообраќајот нема мали и големи. Секојдневно сме сведоци на сообраќајни несреќи во кои најчесто страдаат најранливите учесници – пешаците. Последниот инцидент на булеварот Борис Трајковски во Скопје, каде малолетен мотоциклист без дозвола удри пешак и го напушти местото на несреќата, уште еднаш ја отвори дилемата. Кој е навистина виновен? Возачите или самите пешаци? И пешакот и возачите на моторни возила и велосипеди имаат еднаква одговорност за својот и за туѓиот живот. Но секојдневието во македонските градови покажува поинаква слика. Пешаци кои трчаат преку булевари, мотоциклисти без сообраќајни таблички и дозволи, возачи што не застануваат на пешачки. Постојаните сообраќајни несреќи го отвараат прашањето: што ќе не натера конечно да ја сватиме сериозно сообраќајната култура? Дали ни недостига сообраќајно воспитување од мали нозе? Статистиката е алармантна. Само минатата година во Македонија загинале 24 пешаци, а 853 биле жртви во сообраќајни несреќи, од кои 214 со тешки повреди. Пешаците сочинуваат 25 до 30% од сите загинати во сообраќајот, а најголем дел се постари лица. Но и малолетниците се чести жртви. Причините се поделени. Од една страна несовесни возачи на автомобили, мопеди, велосипеди и тротинети, а од друга недисциплинирани пешачи кои преминуваат улица на црвено надвор од пешачки премин или невнимателно. Последната несреќа во Скопје само го отвара прашањето: кој повеќе ја нарушува безбедноста во сообраќајот? Тоа е централно и денешно прашање, почитувани во ова издание на Црвена линија. Секако, кога сме кај прашањата, ве потсетувам од овој момент да не заследите на Инстаграм, профилот е Црвена линија и што поскоро да земете активно учество во денешната анкета. Секако да го заследите и профилот на Телма телевизија на Инстаграм, бидејќи на Инстаграм стори паралелно се објавува анкетата која што е за Црвена линија. Па така, денес прашуваме: дали пешаците доволно ги почитуваат сообраќајните правила? Имате две полиња за одговор, кликнете на вашето поле кое што го содржи одговорот, дали е тоа да или не. Ке сумираме во проценти и ке ги соопштиме резултатите кон крајот на ова издание. А секако, за да го започнеме ова издание, секако сте поканети сите вие, дури и оние кои што досега не се вклучиле во Црвена линија, и верувам дека и оние кои што дебитиравте од неодамна повторно ќе земете активно учество во денешната тема, бидејќи сите не засега. Доволно е да се заврти телефонскиот број 02 307 005 и ве замолувам од самиот почеток целосно веднаш да се намали тонот на ТВ приемникот. Значи, звукот на телевизорот нека ви биде на нула. Јас и вие да зборуваме само преку слушалка. Тоа е се што бараме во однос на технички правила, а ќе ве потсетам за учество. Секако можете да бидете активни и на Facebook. Доволно е да го заследите профилот на Црвена линија и секако на Телма телевизија. Паралелно и на двата профила ги објавуваме темите и доколку така ви е полесно или не успеете да не добиете, Facebook е просторот каде што можете преку коментари и секако споделување активно да учествувате не само во ова, туку и во секое наредно издание на Црвена линија. Ние да се почнеме со ова издание и секако еве прашањето е: кој според вас е повиновен? Дали возачите, пешаците? Можете слободно еве во ова издание на Црвена линија и како граѓани кои што активно секојдневно движите, дали како возачи, дали како пешаци, еве и да споделите каква е сообраќајната култура во местото од каде што се јавувате и колку се почитуваат сушност и сериозно сваќаат сообраќајните правила. Добар ден. Дали се слушаме? Да, само ќе море малку погласно, ве молам. Добро, во ред. Ајде да не бидам толку гласна. Сега сакам да кажам дека најнекултурни во сообраќајот се младата популација која што сега положила. Меѓутоа и пешаци несовесни се некултурни во однос на пешачкиот премин.
Да, затоа што јас се јавувам од Центар 1 и тука се ни е на видик. Значи на видик ни се сите сообраќајни како возат, поготово автобусите, господата шофери што возат автобуси не внимаваат. Значи треба да имаат сообраќајна култура, не да се прават како бандити или како свемотници. И сакам да се вклучам во мимо ова прашање, сакам апел давам до Евана, зошто Центар плаќа повеќе струја? Имам на овој сознание од шуторизари кои диво вклучените, поготово овие што са, они ги викаат бездомници чергарите, се диво вклучени да се исклучат од систем и како што им направија на Рачиновци, така и на нив да им направат со полиција и да си плаќаат редовно Евана. Срамота е ние да им плаќаме овако. Тогаш нека не кантонизираат, па нека си плаќаат. Толку од мене, добар ден и убав ден да имате. Најубав ден да имате, но се уште се разбира да бидете заедно со нас и да продолжите да го следите ова издание на Црвена линија, бидејќи вие бевте и прва гледачка со која што ја започнуваме оваа дискусија. Верувам ќе сакате да слушнете и останатите гледачи кои што допрва ќе бидат вклучени, какви одговори ќе дадат, односно што ќе констатирате во однос на тоа. Еве, и пред се да прашаме како ви се чини, што конечно и ќе не натера сите нас сериозно да ја сватиме сообраќајната култура во која што сме учесници на ваков или онаков начин, дали како пешаци, дали како возачи. Добар ден. Добар ден, Тинче. Баба Роска, драго ние што ве слушаме во Црвена линија. Ова прв пат да добијам толку брзо. Драго ни. Така. Ајде сега што да кажам за ова темата. Во темата вака е ситуација. Сите што сме на улица, сите сме одговорни. Дали пешак, дали возач, било кој, секој. Секој ако гледа, нема да биде. А сега ќе кажам, што ќе да натера да бидеме многу паметни. Некако до сега. Кај ни тека там да поминеме. Може се десило и јас сам поминала без пешачки премин. Ама јас со старост не може да ојдам до пешачкиот, кај Зелен пазар, се сеќам сум поминала. Така, сега, ако се тури закон, како Албанија што беше, со левата рака кој ќе се украда да се сече, више нема да има такво нешто. Јас сум чула и ќе го кажам и пак ќе го кажам. Човек поправил кола, забораил торбата со алатките, подвадена дошол си ја нашол на место и си ја земал. Дали може цел Македонија сега да се деси? Од мајка дете ќе извадат. Затоа се немаме строги закони, затоа вака ќе биде. Ако се еден ставе строг закон. Благодарам многу за вклучувањето во Црвена линија и бидејќи сме сведоци постојано на сообраќајни незгоди во кои што особено настрадуваат пешаци, активни учесници во сообраќајот, последна вест е дека еве се случил и стравечен судар на мотор и ауди кај соборниот храм во центарот на главниот град, во центарот на Скопје. Но ова не е ништо ново, постојано се случува и токму од тука Црвена линија го поставува прашањето според вас што ќе не натера конечно да ја сватиме сериозно сообраќајната култура, да бидеме внимателни и одговорни учесници во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Повелете како е сообраќајната култура еве кај вас? Во поруралната средина. Како кај другите, така и кај нас. Овде, јас сум од Биџево, едно село близо до Струга. Овие возачите сега немаат никаква култура. Мисле дека патот е нивни, а не е само нивни, и за нас е патот. А тие немаат ни полажена возачка. Зато така возят. Ево едно село имате од моето село, Дрсајса се викат. Имате една кривина. И кој ќе возе силно, за да помине побргу од другиот,
на самата кривина даваат газ. И од другата страна иде возило и даг и око вендек. По вендекот ќе се операт. И од другата страна има тендек и затоа немат никаква култура возачиви. Само да се фале дека поќе може да возат од другите. Тоа е целта нивна. А возаш да бидиш, треба да имаш култура. Не да возиш силно, туку имат кочница, ќе закочиш и после ќе си поминиш како што треба. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве ќе подсетам во моментот додека нели и оди Црвена линија пристига вест која што ќе подсетам во центарот на главниот град Скопје, поточно на крстосницата на булеварите Партизански одреди Климент Охридски, поточно кај Соборниот храм во центарот на Скопје, тежок судар помеѓу автомобил марка Ауди и моторцикл. Така да се уште трае увидот од страна на полицијата. Сообраќајната несреќа се случила околу 14 часот и 45 минути. И многу вакви информации секојдневно, тажни вести, каде што, барем според статистиката, страдаат во поголем број пешаците. Но ние тука во Црвена линија ве прашуваме што ќе не натера конечно сериозно да ја сватиме сериозна сообраќајната култура. Како конечно да бидеме одговорни и секако не само за сопствениот живот, туку и за животот на останатите учесници во сообраќајот. Добар ден. Добар ден. Убав ден, во Црвена линија сте. Ние не можеме никога да сватиме сообраќајната култура во нашата земја. Затоа што, како прво, патиштата што се направени се за коли што возат со помала брзина. А сега се увезени коли од странство што развиват големи брзини до 200 км на саат и тие младите кога се качат у колата забрават дека се у кола мислат дека се у авион, дека авион возат, а не кола. Самите патишта не дозволуваат таа брзина да се развива во нашата земја. Друго, пешаците минат на не одбележени места дека што треба да поминат, не го претрчуваат на сред пат и сега таа брза кола не може да дојде до да се сопре самата машина и за да не го прегази човекот. И друго, најважно е треба човечкиот мозок да реагира како што треба, а не дозволи да се дават шаком и капом на кој се стаса, дали е способен да возе или не е способен да возе. Има луѓе што возачките дозволи си ги купуваат за пари, а уопште не се способни да управуваат со возило. Затоа треба да се воде многу внимание и да не се гинат млади животи, а па тие што возат мотори, тие летат. Благодарам многу за одговорите и учеството во Црвена линија. Почитувани, ве подсетувам, 90 секунди се предвидени за едно јавување, едно вклучување. Меѓу сите оние кои што ги кршат правилата во сообраќајот, можеби едно од најзастапените во последно време е што, барем според статистиките, се повеќе забележуваме и малолетни учесници во сообраќајот кои што нели учествуваат и без поседување на возачки дозволи, кое што е секако исклучително загрижувачки. Па од тука Црвена линија прашува што ќе не натера конечно да ја сватиме сериозно сообраќајната култура, практично да се чувствуваме безбедни во сообраќајот во кој што учествуваме и како пешаци и како возачи. Еве и според вас, од вашето место, што забележувате, од каде што ни се јавувате, кои може би според вас се понесовесни, пешаците или оние кои што возат, дали велосипеди, тротинети, автомобили, автобуси, се спомна. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Па јас мислам дека јас ве слушам, веројатно и да, одлично, повелете, благодарам. Свеста на македонскиот учесник во сообраќај е на најниско ниво, значи тука зборуваме за факти.
Проблемот каде што јас сакам да го насочам е дека учеството на службениците под кој да е тоа сектор, СВР, сообраќајна и како и да е, има селективно присуство, го подкрепувам тоа со пример, да кажам, од левата страна на Вардар, од Мавровска до Чајет, Бутел, Чаратиш, мислам, за понатаму не знам, вие не можете да видите сообраќаец кој што ќе го гледа секојдневно хаосот што се случува поготово во шпицот на сообраќајот. Што значи тоа? Тоа значи дека во тој дел од Битпазар, каде што има импровизиран пролаз од пазарот на кај амбулантата, тоа не е пешачки премен, меѓутоа река народ, без да застане на островчето, си поминува и автоматски се прават колони, давајќи ние, совесните возачи, предност на пешаците. Никој не застанува тука да изрегулира дека тоа не е пешачки премен. Второ, од там, од мостот, Чаирчанка, кај џамијата, до крај. Големо благодарам за учеството и за одговорите тоа што го споделувате со гледачите на Црвена линија. Тука и ќе ве охрабрам уште еднаш да го завртите нашиот број 023070005 за нови 90 секунди. Правилото ни е такво, едно јавување трае 90 секунди. Слободно, повторно вклучате се во Црвена линија. Се додека траеме, добре дојдени се сите доколку сакате нови 90 секунди. Благодарам уште еднаш. А ние продолжуваме понатаму со вас. Еве, како учесници во сообраќај, дали сте пешаци, дали сте возачи, дали може да ни открите пред се каква е сообраќајната култура од местото каде што ни се јавувате. Каде ја гледате повеќе вината, дали во возачите или пешаците? И најважно се да слушаме од вас што според вас конечно ќе не натера многу сериозно да ја сватиме сообраќајната култура, која што во превод сушност значи сообраќајна безбедност за секој од нас. Добар ден. Добар ден. Повелете. 40 на години сум учесник во сообраќајот во Македонија и на Балканот. Значи, во Македонија, за да добиеме пред се сообраќајна култура, би требало, по моје размислување, да бидеме поселективни, односно властите да бидат поселективни и да бидат поеднакви кон сите учесници на сообраќајот, од причина дека не може секогаш да се казнуваат само возачите, без разлика дали возат автомобил, автобус, приватно возило, службено возило и така натаму. Значи, во интерес на времето ќе скратам. Сметам дека премногу обрнуваме внимание самите на себе и ако малку бидеме поеластични во однесувањето, многу полесно ќе дојдеме до културата. Зошто? Луѓето се убацуваат од една лента во друга на сила, без жмигавци. Сообраќајните полицајци тоа не го приметуваат или го гледаат, не реагираат. Никаде во Скопје и во Македонија не се користат жмигавците. Тоа е во врска со возилата. Значи пешаците, дека имаат целосно право да поминуваат преку улица, да, но што се случува кога ќе најде автобус, односно. Благодарам и вам за јавувањето во Црвена линија. Потсетувам секој од вас, доколку сакате да се надополните слободно, повторно завртете го нашиот број. Тоа е правилото, со цел да слушнеме што е можно повеќе гледачи, односно да имаме палета на јавување и размислувања поразлични. Нели, во интерес на време, траењето на целото издание на Црвена линија предвидено е 90 секунди за едно јавување. Благодарам уште еднаш и за гледачот. Добар ден. Добар ден, јас ќе бидам многу кратка. Сообраќајките во последните години, мислам во последните денови, се многу зачестени. Тоа е поради небрежност на возачите, возат пијани, дрогирани, неположени, па дури разговараат и по телефон, не може да не му се проговара. А тоа се деца на гастарбајтерите, тие се јаки деца,
возат, газат на црвено, ич немат ни гајле, си врват, со моје гајле, со Маđarска, нема море, а има морнарица. Тие се јаки, тие се од функционални семејства и се поврзани со градоначалниците. И за сите, како например, мојот син беше згазен на пешачки премен и за 24, не, преку ноќта и се избриша пешачкиот премен со цел да ги покријат трагите на Коло Мичев од село Весија. Срам да му е. Сторителот е многу јак, вика дека бил чист како суза у матна бара. Тоа кога се случи настанот и плюс тоа беше со нерегистриран трактор и го регистрира после 60 дена. Кај го има воа? Воа го нема ни во Трангузија. Дури тракторот нема однесен ни на технички, нема ни земено ни крв и делото пак се пресуди во негова корист. Во овој момент сакам да го поздравам најхуманиот и најпочитуваниот адвокат Манчо Манчев од Кавадарци. Тој е најправилен човек. Тој пресудува секогаш се од страната на правиот. Тој и да му е брат, дури не му простува. Пријатен ден. Благодарам за јавувањето во Црвена линија, за она што го споделивте и во име на редакцијата, навистина ни е жал за вашата загуба. И еве токму од тоа што секојдневно се соочуваме со вести, каде што постојано има никаква сообраќајна незгода. Дури и во периодот пред да започне Црвена линија, и тоа во строгиот центар на градот, станува се поесно дека треба да го поставиме до сите нас прашањето што ќе не натера конечно сериозно да ја сватиме сообраќајната култура. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во Црвена линија. Да, одлична и ова е одлична тема. Ама ние кога збориме за сообраќајна култура, треба и да бидеме реално објективни. Мислам сега ние сме 800.000 жители во Скопје, плюс што доваѓаат нели од другите градови што доваѓаат на работа во Скопје, од Сабајле што доваѓаат, до милион луѓе стига, нели идат од Куманово, од Велес, доваѓаат луѓе од Тетово, тука работат, али кога збориме за било култура, прво треба да се има домашна култура и домашно воспитание. Тоа се добива до 6-7 години возраст. Прво треба да се имаш домашна култура, домашно воспитание, па да имаш сообраќајна култура. Јас познавам многу луѓе, многу жени што се активистки, невладени, па трчаат преку улица, газат преку цвеќиња, паркираат кај што не треба, а пусте на телевизија држат предавања како треба да бидеме културни, паметни. Значи, тоа како попот не ме гледај што правам, туку слушаме што ти зборам. Значи, без домашно воспитание, култура, джабе се не владине, само за овој народ треба казни. Казни, зимање возачка дозвола, зимање возило, забрана да се изградат трамваи, тролейбуси, да се растерети малце градов, дека градов е преоптеретен. Од Сабајле до Вечере е гужва и секој втор по еден човек во кола. Мора да се најде, не може по еден човек во кола да се вози. Толку мислам, немам што друго да кажам. Ако немаш у глава... Така, благодарам за се што кажавте и споделивте со гледачите на Црвена линија. Сега ако продолжите да не гледате, следуваат нови вклучувања. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Па еве, каква е сообраќајната култура, да прашаме, и како можеме сериозно конечно да ја сватиме како и сообраќајна безбедност воедно? Културата ни е никаква. Никаква култура немаме во сообраќајот. Зошто? Прво, субе шетава Европа и зато знам. Прво не даваме жмигавец не даваме, кај одиме, десно, лево, ваму, таму. Значи, прво тука немаме култура. Второ, викате вака, еве јас сум и возач и пешак. Да ве прашам, и се прашувам, не вас, пешачките премини, продувај се познава една трака што е најдесно на пато, например, сето е избришано, не знам дали е премин или треба некого да го изгазам. Често ми вели жена, зошто не застануш без пешачки, кај да гледам, реков, ништо не се познава. Зошто не се познава? Овие со поликолори прата овие пешачките премини, за месец дена се бришат, а бојата ки знае кај оди. Да не навлекувам во такви работи, со еден збор знајте кај оди бојата.
Значи, има боја прецизна. Како бе во Германија и Шведска со пластична боја и 100 години одам 20 пати во Германија сум, како таму се познава? Овде еден пешачки не можеме да направиме тако. Па не знам што да ви кажам. Значи, тоа е самото по себе култура, прво никаде, ти реков, без мигавки, без ништо, второ, ни пешачки се знат, ни ништо. Не знам што да правиме. А пешаците, и како пешак, го гледа пешачки на 5 метра до него. Благодарам за одговорите и секако за вклучувањето во оваа денешна дискусија на Црвена линија. Потсетувам, само внимавајте на тајмерот. И кога ќе се прегледува низ оние хроники каде што постојано се објавуваат сообраќајни незгоди, еве имаме и вакви ситуации. Всушност се случува и да возач вози со 100 км на час на место, локација каде што е дозволено само 40 км. И сега се поставува прашањето кој повеќе внимава. Кој повеќе внимава на сообраќајната безбедност, култура. Дали се тоа возачите, дали се тоа пешаците. А сега го прашувам што ќе не натера конечно да ја сватиме сериозно сообраќајната култура кај нас. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали ме слушате? Добар ден. Јас се слушам. Да, повелете, во Црвена линија сте. Да, бидејќи прв пат се јавувам и оваа тема ми е како зеница во окото, затоа што со години го трпиме хаосот sa левата страна на Вардар. Сакам да посочам дека сретнувате малолетници кои што движат со тротинети, со скутерчиња во обратен правец на коловозот, што е многу страшно. Редовно паркирани возила покрај сендвичари, сладкарници и така натаму, значи тоа е како некое дозволено пишано правило. Пајак, како да е со закон забрането да помине после Битпазар. Не знам уште пешаци рипат преку бетонската ограда на самиот коловоз. Значи, секое возење од дома до работа, од работа до дома е стрес и не знам како да кажам, како да не сме во оваа наша држава, како да е у некој друг град без никакви закони, без никакви... Дали сте се уште на линија? Најверојатно се прекина. Благодарам многу за вклучувањето и драго ми е што еве за прв пат бевте заинтригирани во однос на темава да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Верувам дека нема да биде и последен пат и дека активно ќе учествувате во секое наредно издание. Почитувани, што ќе не натера конечно да ја сватиме сериозно сообраќајната култура, односно сопствената сообраќајна безбедност, бидејќи еве и пред почетокот на Црвена линија во центарот на градот повторно повредено лице, однесено со брза помош, повторно слушаме судари, без нејења, возење со огромни цифри над дозволената километража. Секако сведоци сме на огромен број пријави на оние кои што се застанати, а евидентирани како возачи без возачки дозволи, малолетници кои што управуваат, пешаци кои што не почитуваат сообраќајни правила. Па како еве конечно се стави ред на овој сообраќајен хаос? Добар ден. Добар ден. Ало, Црвена линија. Да, ве слушаме, повелете. Се јавуваме од планините Малешевски, од Берово. Како е сообраќајната култура во Берово? Сообраќајната култура е добра, супер е, во цела Малешевија. Но, проблемот кај нас е следен. Значи, прво едукација прво, а потоа високи казни. Се е во ред. Ве слушаме, продолжете. Ве слушате ли? Да, продолжете, ве следиме, продолжете. Так. Значи, едукација и високи казни на сите. Од сите учесници во сообраќајот. Стари, млади, велосипедисти, возачи, камиони, се што имаме мотори,
единствено може да не спаси едукацијата и високи казни. Толку. Благодарам многу и за Волку. Секако останете и следете го и понатаму ова издание на Црвена линија. Ве подсетувам, можете да бидете секогаш активни дури и по завршувањето на Црвена линија со коментари како одговори на темава, односно на тоа дали ни недостига сообраќајно воспитување од мали нозе, и на Facebook. Подсетувам за следење на Инстаграм, учествувате во денешната анкета на Инстаграм Стори, ќе го видите прашањето дали пешаците доволно ги почитуваат сообраќајните правила. Таму одговарате во анкетата со да не, кликате на да не. А еве ги и првите коментари. Пајде да почнеме веднаш и со коментарот на Атиче Малик. Дали може да покажеме? Добро. Се чини дека кај нас сообраќајната култура се уште не се доживува како лична одговорност, туку како наметната обврска. За жал, дури кога ќе се случи трагедија, се разбудува свеста, но краткотрајно. Она што ќе не натера конечно да ја сватиме сообраќајната култура е прво доследно спроведување на законите, но уште поважно, воспитување од најрана возраст. Во градинка, во училиште, дома. Децата мора да растат со вредности на одговорност, трпение и почитување на другите во сообраќајот. Без тоа, ниту казните, ниту камерите нема да направат суштинска разлика. Па еве, да слушнеме од вас што ќе не натера конечно сериозно да сватиме собствената улога, безбедност во сообраќајот и секако да имаме повисока сообраќајна култура. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Ви благодарам на можноста да ви се обратам на оваа интересна тема. Ве слушаме, повелете. Да, благодарам уште еднаш. Јас сум возач кој што има скоро 50 годишно искуство и живеам во Скопје и возам скоро секој ден, буквално скоро цел ден сум во градот и поминувам проблематичните места во овие десетина години, а тоа се пешачките премини. Значи, пешачките премини прво треба да се објасни дека се дел кој е одреден за возачите, за автомобилите. Тоа е само единствено место каде што пешаците со одредено внимание треба да ги поминат. Меѓутоа, ние со нашиве навики ги научивме пешаците дека пешачкиот премин го чувствуваат како да е тоа тунел, некои слободно си поминуваат без да се свртат лево или десно. И што се однесува до сообраќајната култура, тука е најважната работа што треба да се работи. Уште во млади години. Јас еднаш ви се јавив овдека на оваа тема и ви кажав една интересна работа. Значи, во минативе 7-8 години сите настрадани на пешачки премини се девојчиња. И верувајте ми, значи не се случило да помине девојче преку пешачки премин, а на ушето да нема мобилен телефон. Значи, подхитно да се работи со полиција и на јавните, вака како вашава телевизија, да се каже. Благодарам многу што еве повторно бевте дел од Црвена линија кога станува збор за кога зборуваме за сообраќајната безбедност пред се, која што е неминовност доколку се практикува сообраќајна култура. Ги слушаме и оние искусни возачи, еве дадоа свое мислење, свое видување, ни своето искуство како долгогодишни. Ве слушаме, верувам и како пешаци, еве ќе имате коментар во однос на тоа како, еве според вас, конечно, сериозно да сватиме и употребуваме и практикуваме сообраќајната култура, бидејќи тоа подразбира наша безбедност во сообраќајот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, Тина. Повелете. Дали се слушаме? Да, повелете. Сакам да се доискажам. Слободно. Може некој ќе ме мрази. Дали знаете кои ги прави најголемите проблеми во сообраќајот? Децата на богатите и самите богати луѓе. Зошто го велам ова? За него 50 евра е како да пиел кафе. Никаква казна за него не представува. А за мене да. Оти 18.000 имам пенсија. И ќе се држам на правилата. Кој ги прави тие работи? Значи ги прават богатите.
Зошто го велам ова? Еве ви, во Шведска, во Данска, Холандија, кај што одам, кај што гледам, кај што сум бил, ти вели вака, казната е според платата таму. Сега еве ви единствен пример на мој роднина во Шведска. На место дозволено 50 километри на час, тој возеше 82. Многу е важно овие двата. Зошто? Затоа што до 80 ќе платеше 2/3 од платата, ама тие два преполагајни. Па повели, господи или господине, возете вие како сакате. Јас гледам овде што се случува во Прилеп. Кои паради и кои деца ги прават. Ако реагираш на полицијата, ти вели, бе, осте го не знаеш чие детето. Која култура е барабне? Жалосно. Жалосно. Да не го спомнувам примеро со случајот за таа што изгази една пешачки. Па многу било казна. Не е то многу. 5 грешки имаше едно по друго. Нека се работи за седмиот. Благодарам за повторното јавување и она што го споделивте со гледачите. Повторно одам на Facebook, пристигаат коментари, ве охрабрувам, продолжете, пишувајте, сега како ви е полесно и така да давате учество и удел во оваа тема, наша денешна дискусија. Интересен коментар од господинот Тихи Дон, односно од профилот Тихи Дон. Во Македонија е срамота да си нормален, воспитан, културен, да не крадеш, да не лажеш. Никој не почитува сообраќајни правила и прописи. Возат брзо, пијани, зборуваат на мобилни. Од една страна е чест и привилегија, а од друга страна казна да живееш во Македонија. Па, според вас, почитувани, дали конечно ќе ни се случи сите ние како учесници, дали како пешаци, возачи, небитно, ќе ја сватиме сериозно сообраќајната култура и ќе се однесуваме одговорно, бидејќи тоа подразбира безбедност во сообраќај. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Дали ви е намален тонот на телевизорот? Ве слушаме одлично, дали не слушате? Вака, ќе мора да подсетам, најверојатно може би и тоа е причина, најчесто тоа е причина кога, за прв пат немате искуство, ве вклучуваат од режија во црвена линија и драго ни е за тоа. Но ве молам веднаш по вклучувањето целосно намалете го тонот на телевизорот. Јас и вие да зборуваме само преку телефонска слушалка. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Црвена линија. Молам се, сум во црвена линија. Да, повелете. Јас сум возач 50 години. Што имам еден заклучок и замерка, особено во пешачките премини. Пешаците се однесува, како да ви кажам, многу самоуверено. Поминува без да гледа дали има од страна или нема возило. Особено во Прилеп. Ме слушате, господјо? Внимателно продолжете. Има Војко сообраќаец. И возевме до Прилеп и тој ми вика, слушај, Лучко, земи ја колава, ти вози. Зошо? Па ја овде ќе изгазам пешаци, вика. Како бе ќе изгази пешаци? Па овие се толку некултурни, вика, во Прилеп. Тие не гледаат дали има возило или нема. Си поминуваат као да се низливани. И тоа ми беше замерката. Значи, најнекултурни пешаци има во Прилеп. Добро е, според вас, како можеме конечно сериозно да ја сватиме сообраќајната култура? Сообраќајната култура само со казни. Само со казни. Благодарам за одговорот. Продолжете да не гледате и понатаму. Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. На црвена линија сте, повелете. Благодарам. Вака, прво мора да кажеме дека со излегувањето од станот, од куќата, од дворот, излегуваме на улица, сите сме учесници во сообраќајот и треба сите да уклучиме 6 чуло или трето уво.
Меѓутоа, ние сите сакаме да бидеме, што се вика, по свој начин, на секој на свој чеф да работи и воопшто не водиме сметка за сопствениот живот, за животот на другите. Ако сме возачи, возиме некултурно, несовесно, ако сме пешаци, несовесно, значи некултурно поминуваме каде што не е пешачки премин. Ако е пешачки премин, без разлика што е пешачки, треба лево, десно да се погледне. Значи телефон, слушалки тие работи да бидат исклучени. Ако вози речеме мотор обавезно кацига, ако вози точак некаде, значи и за точак ако вози мора да има кацига и така. Значи воопшто во однос на сообраќајност сме нецивилизирани, некултурни и несовесни. Сега, ние само може да не дисциплинира преголеми казни, да речеме ако сега овие кои што се не 50 евра, 500 евра одма, 10 струко да биде казната, да не може да ја плати. Значи, одземање на возачката дозвола минимум 6 месеци, до доживотно зависи од прекршокот што ќе го направи. На тој начин тогаш, во денешни услови, ако му земиш возачката дозвола на некого, исто како да се му ги пресекла рацете и ќе размислува дали треба да вози 60 или 160. Благодарам, поздрав. Големо благодарам и од наша страна за учеството во Црвена линија. Пишувајте и коментари, се додека траеме, ќе бидат читани меѓу вклучување гледачи во Црвена линија. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете ве, слушаме. Јас да ви кажам закон веднашка. Може ли да ви кажам закон веднашка? Ве слушаме, продолжете, слободно, продолжете. Одзимање дозволата, одзимање колата и да нема право да полага. Казни големи, сите ќе се средеме. Јас сум 55 години возач, досега не сум казнет, ама почитувам закони. Пред пешачки се знае пешачки кога треба да се намали брзината. 30 км, 20 км, а не 150-300 км да возат. Зимање дозволата, никогаш да нема право да полага и возилото да му се одземе. На било кој возач. Закон. Само тоа, една реченица и точка. Македонија ќе биде прва најдобра држава во светот со возењето. Бидејќи возите, рековте 50 години сте возач, учесник во сообраќај. Низ годините еве дали од секогаш постоела ваква сообраќајна некултура или кога почнаа да се метнуваат работите на полош? Јас сум почитувал закон од 69-та година. Од 69-та година сум почитувал закон. И до денеска еве сум 76 години. Никогаш не ми рекле сообраќајците да дуваш, да мирисам на алкохол, кога возам никогаш не пијам и пијам никогаш во животот. Секогаш да внимаваш на другиот. Благодарам многу. Ете, како што рече гледачот, всушност во сообраќајот кога учествуваме не само што внимаваме на себе, туку особено треба да внимаваме и на безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Па добар ден и за следното јавување. Здраво. Гледа, здраво. Па ја неколку пати можам да кажам дека сум нагласил казните да бидат на сметка на проценти на тој што ја направил, да речеме, таа незгода или било што. Речеме, ако е потешка незгода, процентот да расне, значи поголеми проценти на кратење на приходите месечни у текот на месецот што ги прима. Значи, во таа куќа, во таа фамилија, ако има приходи од 100.000 денари или од 500.000 денари, ако е подголема тежината на гревот, да биде некаде, да речеме, 80-90% од примањата. Значи, да биде од тоа да биде. Значи, ама пази, зависи мандатно колку ќе тера, колку месеци ќе тера, по 90%, па да го видам пак нека се прави манго. Тоа е, значи, а тој ще по некој сиромап, исто 90%, али ако зима 20.000, нека мисли со 20.000 до кај ќе дотера со 90% колку му ги земат. Значи, другаче културата не доаѓа, верујте ми, луѓе сум ги гледал, значи денеска прави нека поголема, посериозна сообраќајна несреќа, се излекува со помалку така
животни опасности по неговиот живот, скоро не гибнат и продолжаваат со обяснењето и понатака. Поздрав. Благодарам за јавувањето во Црвена линија. Останете со нас. Малку ќе ве префрлам повторно на Facebook. Имаме коментар од Ружица Втор. На прашањето дали ни недостига сообраќајно воспитување од мали нозе, еве што напише. Сообраќајна култура нула. Од една страна, сите учесници треба да внимаваат и да се казнуваат ако не се почитуваат правилата. Од друга страна, и државата да среди некои работи. Обележани пешачки премини, расчистени дрва пред сообраќајните знаци и слично. Само една забелешка како се казнува погрешно паркирање кога нема паркинзи дури и да се плати. Кој е крив? Благодарам за одговорите и активното учество на Ружица Втор профилот. А ние продолжуваме со вас. Добар ден. Денес Црвена линија одлучи да ве вклучи сите вас како активни учесници во сообраќајот. Дали сте пешаци, возачи, драго ни е што и ве се вклучивте и голем број кои што ниц нели работниот животен век имате кариера како возачи и по 50 години. Па еве да слушаме што ќе кажат и останатите во однос на тоа како конечно сериозно да ја сватиме сообраќајната култура. Добар ден. Добар ден. Повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Да. За да се слушнеме подобро. Дали се слушаме? Да, добро е, повелете. Повелете, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Прв се јавувам кај вас. Драго ни е. И драго мене ми е што ве слушам. Меѓутоа имам, јас да кажам нешто, седам денеска во дворов кај куќава. И дојде Господ. Продолжете. И го прашувам зашто е оваа сиромаштија во Македонија. И он ми кажува мене, тој ќе ви дадам, рече сега, краста и ногти големи, да се чешате. А што ќе правиме со тие што имаат пари? Тие пак ќе уживаат. За сообраќајната култура, еве, како конечно да ја сватиме сериозно според вас? Сообраќајната култура ни е нула. Од младите, не од овие што се над 40-50 години, ама од младите сообраќајна култура имаме нула. Како да се подобри сообраќајната култура? Што треба да се направи? Само со казни. Само со казни. Ништо друго. Благодарам многу, драго ни е што имавме голем број гледачи кои што за прв пат се вклучивте во Црвена линија. Верувам не и последен пат. Она што следува според времето е реклами. А потоа повторно ќе бидеме заедно да ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Почитувани по рекламите повторно со Црвена линија, времето кога ќе ги покажеме и резултатите од Инстаграм стори анкетата. Заследете на Црвена линија и профилот на Телма телевизија. На прашањето дали треба ригорозно да се казнат организаторите на... ова е, се извинувам, само момент. Ајде да видиме што е она што е следно. Еве, дали пешаците доволно ги почитуваат сообраќајните правила? Еве како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не и секако веќе утре учествувате. Дали пешаците доволно ги почитуваат сообраќајните правила? Со да одговорија 14%, со не 86%. Како и да, верувам дека од овој момент секој од нас ќе бидеме одговорни учесници во сообраќајот, бидејќи, повторувам, сообраќајната култура значи сообраќајна безбедност. Да се грижиме за нашиот живот и секако за животот на останатите учесници. Кликајте и на telma.com.mk, информирајте се брзо, квалитетно и секогаш во секое време.
А ова време посветете го да останете со Телма, бидејќи следува да се кажеме со Горан Петрески.